Здравствена комисија формирана од тим од ресорното министерство во координација со Црвениот крст и владата доправа ќе одлучува колку финансиски средства ќе бидат распределени на повредените од пожарот во Кочани. Во моментов на сметката на Црвениот крст на Македонија има речиси 800.000 евра и овие средства нема да бидат распределени линеарно, туку ќе зависи од сериозноста на повредите кај секој поединечно. Објаснува за 24 генералниот секретар на Црвениот крст на Македонија, Саид Саити. Значи, на сметката на Црвениот крст, заклучно со денешниот ден, после сите направени досега исплати, стојат на располагање уште вкупно 46 милиони 593 866 денари. Се прави една таква анализа, нели, на лицата кои нели се уште се во фаза на рехабилитација и лекување и согласно резултатите од таа анализа која се прави од страна на комисија формирана од здравството, односно здравствениот систем, секако дека Црвениот крст најбрзо можно ќе пристапи кон дополнително трансферирање или пренесување на преостанатите средства кои се на сметка на Црвениот крст. По многуте реакции во јавноста, 24 праша и во влада. Дали и како владата планира да помогне на повредените од пожарот во Кочанската дискотека, со оглед на тоа дека во моментов на сите повредени кои што се вратени од лекување во странство и е потребна помош. Оттаму велат дека нивниот најголем фокус и во изминатиот период, но и во периодот кој следи е токму Кочани, особено помош и подршка на сите погодени од трагедијата. Владата и Црвениот крст одлучија да има една наменска сметка за сите погодени од трагедијата во Кочани и од таму во неколку наврати се исплатени средства и на оние кои загубија своји најблиски, но и на повредените за што јавноста редовно ја информиравме. Дополнително, владата обезбеди транспорт, сместување и логистика на семејствата на повредените кои се лекуваа во странство и целосно го покрива нивното лекување. Од друга страна пак кочанчани се разочарани од целата ситуација и од тоа во какви услови се приморани да се лекуваат нивните повредени сограѓани. Па веќе се помага преку сапорт, меѓутоа треба секако и владата да помогне. Потребни се огромни средства за тие деца, повредените за нив зборувам, значи општо земено многу сме разочарани поради недоволната емпатија и неангажираност од владата. Да се зајакне медицинскиот кадар, опремата од Министерството за здравство, колку што е можно повеќе да се ангажираат околу овој случај, бидејќи нашиот град тотално е запоставен. Значи, веќе 33 години ништо не се вложува во нашиот град. Немам стручни кадри, апаратите стојат неупотребени и ја мислев дека требаше уште децата да бидат во странство. Последиците од оваа голема трагедија во која згаснаа над 60 животи е последица од крајно несовесната работа на соодветните институции, високата корупција и неказнивоста. И затоа, покрај тоа што е морално и човечки, помош од власта мора да има. Децидни се граѓаните, бидејќи како што велат сите преживеани не бараат ништо повеќе од она што им следува, а тоа е достоинствено лекување, здравствена подршка, грижа и секако правда.